Вакцини за масовна имунизација нема, крах на дипломатијата, неспособност на државната администрација и утешителни вербални ветувања. Ние имаме, како да речем, многу слаб тим на ниво дури и на министерство. Во се е човечкиот фактор. За човечкиот фактор. И само не еден, и сите. Болниците се полнат, пандемијата ги зароби граѓаните. Државата не дозволи да и фирмите кои се бават со лекови ги искористат своите конекции за да набават лекови. Владини функционери со елитистички хедонизам и одмори. Зарем нема етички кодекс за функционерите? Каша која што темелно го подкопува кредибилитетот на власта и темелно ја подкопува вербата на луѓето. Трилинг во соседството, избори, мафија, криминал, нерешени проблеми. Дали подземјето му подготвувало атентат на Александар Вучич? To što u stvari zarobljava državu, to je određeni deo struktura moći, pre svega oličen u izvršnoj vlasti. Кога пандемијата ќе се романизира, Владимир Јанковски со најдобар роман за 2020 година. Културната соработка на балканските земји е многу понапред од политичката соработка. Добро вечер, гледате ново издание на емисијата Тренинг. Битката со здравјето и особено одбраната од COVID-19 ги извади на виделина слабостите околу справувањето со коронавирусот. Европската Унија признава дека има слабости околу менаџирањето со здравствената криза и коронавирусот. Тешко оди и набавката на вакцината. И владата на Република Северна Македонија очигледно немаше јасна стратегија и предвидливост како ќе се развива корона кризата. 50% од граѓаните на Република Северна Македонија би се вакциниране. Во меѓувреме галопира бројот на ново заразени и починати од COVID-19. Во изминативе емисии во Трилинг, мои соговорници беа голем број на лекари. Но вечерва емисијата ја започнуваме со интервју со бизнисменот и еден од основачите на компанијата Зегин, Благоја Механџиски. Механџиски во интервју за емисијата Трилинг одговора на прашање поврзани со едно од најголемите предизвикувачки проблеми, а тоа е коронавирусот. Господине Механџиски, Македонија некако остана последна во тој процес на набавка на вакцини. Вие веројатно имате најголемото искуство во фармацевската индустрија во државата. Како коментирате целиот тој процес на набавка на вакцини во нашата држава? Па, само да речем, не сме само вакцините на последно место. Во се сме. Ги гледате светските статистички податоци, не сакам да споменам во која област, секој пат сме на најниското место што можеме да го, како да речем, изградиме со наш напор, да речем, со наши знаења, со наши планови, со наши респективно, проспективно, да се сите тие сплотат, сите тие резултати, ние не можеме да дадеме резултат кој ќе бие висока оценка на меѓународно. Што мислите зошто? Зошто се случува да сме толку последни во вакцините? Не, видите, ние сме прво еден таков, како да речем, народ кој изградивме таква психологија. Ја ќе кажем само еден случај. Мојот покојен татко рече, вика, синко, вика, со овој народ свадба не може да направиш, а камоле држава. Еден човек кој бил, разбираше ме, во некој поодамнишни време. Тоа е, ние веќе како народ не знаеме да правиме држава. Тоа е. И тоа светот го гледа. И тоа се одразува и во здравството, тоа се одразува и во инвестициите, тоа се одразува во комуникациите, во остатокот што остануваме ние како луѓе овде, како граѓани на оваа држава. Ние сме на некој начин, како да кажам, веќе неприфатливи за меѓународните простори. Како оди постапката за набавка на вакцини? Зарем е тоа толку тешко? Сега, тоа што го реков, тоа се одразува и набавката на лекови. Видите дека никој не прифаќа. Први ние сме, кога некој забранува да се доставуваат лекови за надвор, ние сме први на листата. Значи, тоа е сега, но лоша особина, мислам, лоши, како да кажам, настапи беше што државата не дозволи да и фирмите кои се бават со лекови ги искористат своите конекции за да набават лекови. Бидејќи не е само не се само набавуваат лекови директно преку фабриката. Има и други велидругарии.
имаше други конекции кои уневозможуваат. Ние имаме компензации со други веледрогери или други представништва на фармацевтската индустрија, бидејќи фармацевтската индустрија има и она едно правило. Она сепак има редовни конекции некаде, долгогодишно искуство и тоа они го гајат. Не може само ние кога ние инцидентно да бидеме, дајте ни на наспор. Они градат своја стратегија ни динат, која за нас не манка. Затоа сме ни како општество кој ние не знаеме да градиме за перспектива. Било кој такова потват, дали во економијата, дали во здравството, дали во некои други инвестициони зафати. И затоа видите, не може. Тоа е, ние добиваме нешто многу тенко. У реду, што е тој јадо да добиеме вакцини? Да, вие како собственик на едно од најголемите видите, веледрогерии во државата, дали некој од вас побара во смисла помош во конекции, капацитети да искористите конекции и така натаму? Видите вака, на првата епидемија на грип од 92 година ние немахме аспирин, ја го донесов. Ние тогаш спасивме, можно берешем нацијата. Немахме аспирин. Блокирани секаде, немаше економска соработка, мислам, финансиски трансакции меѓу републиките, тогаш кога се распаѓаше Југославија, банкарскиот промет не важеше. Ние морахме да компензираме. Јас сум носил пиперки во Словенија да доносам вакцини. Дали сега некој од вас побара ваква помош? Не побарале, ние само и тоа да го кажем. И по вакцините кои ба од сезонскиот грип, тие ба наша партија. Ако се има добра служба за програмирање, за анализирање и за инвентивност во однос на идниот момент кој се очекува, нормално има да се ние имаме, како да речем, многу слаб тим на ниво дури и на министерство. Разбираше, кој предвидува и кој може да формира еден како да речем, индекс на предвидување, една агенда како ќе се движи. Гледате, ние живееме од едно јавување на министерот на телевизија до друго. И сето тоа јавување има, нема, ќе има тоа. Ама каде мислите дека е грешката? Човечки фактор ли е грешката или едноставно тоа што сме Македонија? Јас велам, во се е човечкиот фактор. За човечкиот фактор и само не еден, и сите, да се разбереме, ако е на запад, ако некој подфрли, јавноста го критикува отворено, таму нема поларизација, а кај нас ние одма зазимаме страна. Ние сме како во фудбалот. И тимот за кој ја навивам и да губи, јас застанувам за него го брана. Овдека не треба така. Овдека се други моменти кои треба да ги сватат сите. У питање човекот, у питање опстанокот на граѓанот преку здравствениот статус. На нас ни треба здрава нација. Немаше волја да се соработува со фармацевтските куќи. Поготово ние, видите, ние не сме досега познати дека ние даваме провизии во ниедна таква афера. И нас можеби ни избегува сите. Си има рентекар фирми кои се рентираат во одредени моменти, он увек дава провизија. Мистер Примариус. Тоа е проблемот. И тоа ни се освети. Се разбереме. А некој ако се препознаат во тоа, јас не цитирам имења, тоа е нивни проблем. Можете ли вие со вашата компанија и вашето реноме и како можете да помогнете во набавката на вакцини? Не, ние можеме и сега можеме. Отворено е. И сега можеме. Можете да набавите вакцини? Да, можеме да набавиме вакцини. Ние пак да се разбереме. Ние ги користиме. Колку можете? Не, видите вака, сепак има еден протокол и Светска здравствена организација, писамите фармацевтски куќи градат една стратегија на основ миналите однесување на партнерите, на државите. Не може са ние само кога имаме потреба, пред малку што го потенцирав. Ние тоа осеќаме сега. Не може јас, например, на мене, ретентрунот, например, јас ги имам со фирмата минати времења. Го даваат прво на нас. Нечат, разбирате? Ке набавите ли, ке се вклучите ли во тоа? Види, ние чекаме, ја не сакаме да игнорираме државната иницијатива, ја поддржаваме, разбираше ме, али и гласно размислуваме дека и ги храбиме да дозволат и ние фармацевтските, не само нашата куќа. Разбирате, има и други фармацевтски куќи кои имаат авторитети кај нив, кои можат да се изборат на светскиот пазар.
Тоа не е работа. Ние како во политиката е доен на политичките време, во време да доен на повеќе временски период, веќе авторитети него го прифаќаат. И е актуелен. Јас мислам дека кинеската вакцина се прво испоцени доста. Тоа е малку негативен, да речеме, негативна страна на фармацевтската индустрија, друга, нормално дозволен се игри, али за негација, али вакви отворени плукања по фармацевтска индустрија, како јас долгогодишен, да речем, работник на полето, преко 55 години имам веќе како работам во полето на снадбојање со лекови, до сега не е имала таква толку издиференцирана конфронтација во однос на фармацевтските куќи. Лично мислам дека треба ние да се како определиме према условите на дознака, на достава, и Кина има 1,5 милиарди луѓе. Се разбереме, тамо е веćina. И Америка има 300 милиона. Значи, и Русија. Тие земји имаат голема популација. И тука и Индија. Значи, тие популации имаат, да се разбереме, многу здрава медицина. Што мислите вие, дали фармацевтската индустрија ќе излезе побогата од оваа криза или ја погоди на некој начин? Што почувствувавте? Многу народ погрешно го фрли како да кажем, бесот према фармацевтската индустрија. Треба да разликуваме. Во моментот фармацевтските производи не се трошат лековите. Сега се трошат лековите, суплиментите кои се на граница измеѓу, на гранична вредност, така се вика, измеѓу лекот и суплиментот. Ние кај лековите немаме зголемување, а кај суплиментите ги имаме. И тоа е некаде 200% на некој. На некој дури можеме и 1000%. Кој е знал некој, јас, например, имах случај во моето село, кога идам тамо, гледам старите родители посетуват, синко, купив цинк, витамин, купив, а он не ни знае што е цинк. Ама еве, купец е. А тој едно село, а може да замислите, на рапка не како држава ние сме преко 2 милиона. Тоа е сега, како да речем, порака од мене во моментот фармацевтската индустрија на хроничните лекови и другите лекови. Додека вакцините веќе представуваат друга тема. Во однос на вакцините, сметате ли дека можеби некој си игра на сметка на здравието на граѓаните? Што мите? Си игра на сметка на здравието на граѓаните во однос на вакцините? Во однос на набавката на вакцините, да кажеме, го ризикува здравието на граѓаните? Не, видите вака, ние земја, ние забранивме да се извозува алкохолот. Ние го забранивме алкохолот да се извозува како стратешки материјал, како земја. Другите земји исто почна да се забранува многу производи, не се дозволи, ние не можеме да ги набавиме. Ракавици во едно време немаше, дури маски немаше. Кина во почетокот бараше 700 милиона маски која се појави. Кина која во светот сега имам. Значи, тоа беше едно време кое не само нас, не е криви и оваа влада, да речем, и институциите, пошто беме неприпремени за една таква пандемија, пошто досега сме немали искуство. И точно од овој аспект се гледа со, како да речем, со песимизам на самите инекции кои се вакцини производат, дали ќе имаат тие далеко кумулативно дејство, превентивно дејство, и ние тука како република не можеме да се броиме како во другите. Тачно е дека Израел вакцинира, гледате, али едно, ние може да се споредиме со Косово, ние може да се споредиме со Босна, ние можеме да се споредиме со Црна Гора, и со Србија, прифаќам, и со Албанија. Ние не можеме. Сега тоа, зашто они добија пред нас повеќе, пак е човечкиот фактор. Ние немаме стратегија, а стратегијата ја прават луѓето. Стратегијата не е некоја река која тече, ајде ќе одеме ние која таа река и ќе седеме и ќе тече на кај што сакаме. Не. Науката, перспективата, резултатите луѓето ги ствараат. И по тоа се препознават кој е напред, кој е назад, кој го никаде не. Па ние гледате, фактите сите ги знаеме. Нема што да ги убедуваме граѓаните. Јас што треба, ако зборам за тоа, треба да речем дека сам ја измислил водата.
Да дозволи што државата за фирмите? Сите да можеме кој понуди да може да ги донесе шутер и други ден. Вакцините. Вакцини. Нека дозволи. Вие сте сигурно најголемиот фармацевт во државата. Прашање ми, има ли вакцина за вас? Се вакциниравте ли? Пази, видите, јас имам вакцина, не се вакцинирам, бидејќи командантот на бродот последен останува. Ја не сам од тие прв што бега, пошто имаме, ние викаме, дали да се предаваме или да бегаме, а не да се бориме. Јас оставам да се борам. И сакам да бидам пример дека и тоа е функционалната на сега, граѓаните се пред нас. Никој не може да предвиди, никој да се разбереме што ќе биде со тоа. Али ние мораме да држиме, имаме многу повеќе ризични случаи. Прво се фармацевтите, лекарите, тие се на прва борбена линија. Така. Имавте бизнис во Србија, како оди соработката таму? Не, ние го затворивме во бизнис во Србија заради короната. Нешто продадовме, не сме се повлекли, али ова ситуација не е за на друго место се оти, има забрана на лекове. Не даваат од тамо да доаѓаат тука, ние не даваме тамо и го блокираме. Оценивме дека е таа, како да кажем, економска, би рекол, инвестиција за моментот не е исплатлива. Спомнавте нешто за соработката со државата. Каква е сегашната соработка со институциите на системот во Македонија? Поранешниот директор на фондот Ден Дончев замина со неколку скандали. Каква беше соработката со Малку се тие скандали што му ги кажуваат. Има многу повеќе. Да не отвараме Тој е човекот кој дојде во Македонија да се збогати. Не дојде, ние одиме во Австралија на печалба, а он дојде во Австралија тука по кој основ? Нека објаснат. Ја не знам кој го штити, не ме интересира, нека го штитат. Тој човек, ја го знам добро него. Он реков, зошто дојде од Австралија? Што и требаше на политиката на Македонија. Он беше компрометиран и во претходните политики. Кога било он на страната на македонската здравствена потреба? Никој пат. Значи, најпромашената инвестиција за фондот беше он. И ја не знам каде он и не ме интересира за тоа, дали ме разбирате. Само знам дека он направи многу големо зло на македонското здравство. Прво он дојде, ги скрати, го намали како да кажам, фондот на рецепти кои ги користеше пациентите. И не ги даваше таму кај што треба, ги скрати. И го поведува тоа како правило, видео дека греши он и после го коригираш. Јас го третирам него како човек кој немаше квалитети да го води македонското здравство. Многу добра услуга направи што се одите од здравството. Ви благодарам за интервјуто. Молим. Темелно ја подкопува вербата на луѓето, на граѓаните наши, дека тука постојат независни институции, дека тука постои волја за средување на државата и така натаму и така натаму. Не верувам дека политичката штета, од оваа политичка штета што ја трпи власта, опозицијата би земала, или најголемата опозициона партија би успела да профитира. Ова е подсмевање на барањата на граѓанството и очекувањата Македонија да биде нормална држава во која што ќе функционира и владењето на правото и во која што во политиката политичарите барем ќе се трудат да создаваат впечаток дека владеат на морален начин, така на етички начин и така натаму и така натаму. Ова е класично подсмевање со луѓето, со граѓаните. U regionu vladavina prava uvek bila problem, uvek je bila praktično zapostavljena. Nikada ni jedne vlasti ili vrlo malo predstavnika oni koji bi došli na vlast bi poklanjali vladavine prava. To je ogroman posao koji predstoji. Ono što smo mi dozvolili je da se paralelne strukture moći u stvari na neki način unaprede svoj položaj, da se razviju, da se povežu. Канадски министер поднел оставка поради тоа што во ек на пандемија одлучил да користи одмор.
Министерот за корупција замина на неколку дневен одмор и се врати. Екс-генералниот секретар на владата, Рашковски, војк на пандемија, користи одмор. Вели подолг период не користел одмор. И додека едни одмараат, други се мобилизираат во справувањето со пандемијата. Медицинскиот персонал не користи одмор. Филипче со одлука дека лекарите мора да бидат мобилизирани во ек на пандемија. Камчев за дрешетки. Премногу еуфорија за дел од луѓето кои завршија за дрешетки. Во меѓувреме пак, премиерот нуди широка коалиција за да се поделат одговорностите. Добре дојде за Љупчо Петковски, политиколог. Господин Петковски, како ви изгледа оваа рашомонијада? Главниот проблем е што тука гледам двојни стандарди, двојни аршини на две нивоа. Првото ниво е, да кажеме, морално-политичкото ниво. Имаме влада која што се труди од петни жили да покаже преку некакви планови, преку некакви обиди за создавање впечаток дека се бори нели против корупцијата, се труди да покаже дека во државата нема неказнивост, дека во државата има правда за сите, дека во државата има правда и така натаму и така натаму. Па гледаме значи на тоа политичко морално ниво како главната владеачка партија повик разреши директори ради разни корупцијски скандали и така натаму, а од друга страна гледаме дека меѓу сите тие еднакви и внатре во самиот естаблишмент има и поеднакви, кои што со години произведуваат скандали, за кои што од самите вработени во владата во таа зграда шампита, како што ја нарекуваа на времето, нели, се говори дека се прават мобинг, дека прават, не знам, се лоши работодавачи, дека создаваат конфликти, дека спроведуваат проекти кои што немаат смисла, освен воспоставување, нели, цврста рака контрола и така натаму, дека има сомнителни тендери, дека има фаворизирање на блиски и така натаму. Тоа се зборува од 2017 година по кулуари. Сега истите тие луѓе се заштитени. Така, тоа е на некое политичко морално ниво. На правно ниво, така, на ниво на репресивниот апарат, се повеќе во јавноста се создава впечаток дека истиот се користи од политичките елити, исто како што се користеше во минатото од страна на Груевски, против кој што огромен дел од народот нели се дигна, против кој што и на која што приказна сегашната власт направи нели мобилизација против Груевски и дојде на власт благодарение тоа, така што мислам дека проблемот е многу голем и дека само ќе се засилува. Смешни се обидите со PR решенија, излитени, неавтентични или барем така се интерпретираат од јавноста, како не знам создавањето планови за борба против корупцијата, не знам назначувањето посебни нели позиции, создавање посебни позиции за борба против корупцијата, нели да се борите против некој проблем што е реален. Така што јас гледам една огромна каша пред се за власта, каша од која што тешко ќе излезат и каша која што темелно го подкопува кредибилитетот на власта и темелно ја подкопува вербата на луѓето, на граѓаните наши, дека тука постојат независни институции, дека тука постои волја за средување на државата и така натаму и така натаму. Не верувам дека политичката штета од оваа политичка штета што ја трпи власта, опозицијата би земала, или најголемата опозициона партија би успела да профитира, но гледам две можности во иднина. Едната е граѓанството дополнително да се пасивизира во однос на политиката, а втората можност, која што во моментов ми изгледа по логична и поверојатна е доколку некоја трета партија, која што видовме Левица во наминатите избори направи добар резултат и се уште расте. Значи можноста е дали таа партија, дали некоја друга партија на тој антикорупцијски, естаблишмент и благопопулистички нели наратив да добија гласови, затоа што мислам дека таа желба за казна на естаблишментот веќе. Значи луѓето веќе не прават, огромен дел од граѓаните не прават разлика меѓу двете големи партии во македонскиот брок. Значи естаблишментот да се казни.
Господин Петковски, антикорупцијска отвори предмет за набавката на софтверот од страна на екс-генералниот секретар на владата Рашковски и случај не. Предметот се отвора во време кога и Рашковски решил да отпатува на одмор. Да ја трнеме настрана можноста од кривична одговорност. Владините министри подпиша кодекс за етички однесување. Дали во ваква ситуација, етички и понатамо покрај овој случај? Ово е подсмевање на барањата на граѓанството и очекувањата Македонија да биде нормална држава во која што ќе функционира и владењето на правото и во која што во политиката политичарите барем ќе се трудат да создаваат впечаток дека владеат на морален начин, така на етички начин и така натаму и така натаму. Ова е класично подсмевање со луѓето, со граѓаните. Не само одењето на споменатиот на одмор среде корупцијски скандал, туку и одбраната на премиерот, кој што од една страна ги повикува институциите да истражат надлежните институции, од друга страна мошне експлицитно застанува во одбрана на дотичниот. Антикорупцијска, според мене, според моje лично мислење, е темелно без заба институција. Значи нема заби, нема моќ таа институција да ги истражува тие работи и да покрене постапки како што треба. И многу често самата власт е заинтересирана еден куп од скандалите да одат кон антикорупцијска, за да се создаде впечаток дека нешто се прави и после тоа да се заташка. Обвинителството, МВР, финансиска полиција си ја префрлаа топката. Затоа што има спрега, затоа што се чека, се уште постои тој менталитет да се чека одгоре. Тоа е моето чувство и себе се осмелувам тоа да го кажам и тоа не е променето во држава 30 години. За сите крупни случаи се чека одгоре, амин. Актуелната власт нема подобна ја на власт. практикува истата копи-пест политика на Груевски? Слично, со поубав наратив, со поубаво пакување, со фактот дека се на некој начин миленичиња на странците, затоа што се да кажеме, според стандардите на странците, нормална влада у регионов, во смисла на тоа дека не влегува во решавање на тие билатерални токсични проблеми и така натаму и така натаму, меѓутоа на ниво на механика на владење, апсолутно да. Тоа чувство го делат многумина. Еве гледав се една анкета последна направена минатиот месец, што мери низ годините наназад, како луѓето оценуваат во кој правец се движи државата. Само еден од 4 рекле во добар правец. Тоа е помал процент отколку процентот во 2015 или 2014 година, кога бевме среде криза, кога бевме во период и кога важевме за заробена држава. Кога важевме за заробена држава и така натаму и така натаму. Господин Петковски, она што можев да забележам во текот на разговорот, велите дека власта нижи серија на скандали, корупцијски афери и така натаму, меѓутоа дека опозицијата нема да успее да профитира од ваквото помалку неодговорно владење на власта. Каде го гледате излезот? Ја дури гледам и рационалност. Ако погледнете последниве неколку недели, што му успеа на човек како мене, што е на дневно ниво тотално незаинтересиран. За медиуми не отварам, не гледам. Што му успеа да ми го привлечат вниманието, тоа значи дека произведува по 2 скандали дневно. Значи, и тоа особено доаѓаше од премиерот, не знам, од разни изјави, од разни, не знам, несмасни работи. Дури почнав да мислам дека во тоа има рационалност. Дека можна рационално тоа го прават. Знаете, како во англиски викаат moving targets, значи цели што се движат, што не знаете веќе што е целта, како да создаваат што е можно повеќе цели, што е можно повеќе скандали, за да веќе јавноста е збунета, знаете, да не знае на што да се насочи. Сега за прашање зошто не може да профитира. Затоа што таму гледате исто тотално една безидејност. Значи, таа безидејност оди во прилог на перцепцијата веќе воспоставена, кај огромен дел од луѓето дека тотално се исти. Дека тоа е еден дел од еден ист естаблишмент. Знаете, што гледате таму? Таму гледате порив за одмазда. Знаете, окей, и да е некој грешен, зарем со порив за одмазда, со такви силни пориви за одмазда, можете да дојдете на власт и тоа ќе ги привлече граѓаните. Друго што гледате? Не гледате однос, нормален однос кон сопствените грешки. Така, или кон грешките на
од наследството на партијата која што ја застапувате. Знаеме дека таа партија произведе политичко насилство. Значи, страшно политичко насилство, кое што можело да резултира, не знам, и со посериозни, не знам, повреди на правата на граѓаните. Таа партија продуцирала еден куп работи што на луѓето им смета. И тоа окей, така. Завршена приказна. Меѓутоа, сегашното раководство таму нема однос кон тоа. Значи, нема однос кон тоа, нема јасен однос. Нивната медиумска инфраструктура е директно поддржана од Унгарија. Дали се тоа парите што се перат преку Унгарија или се вистина некаква вистинска политичка интервенција на унгарците и заинтересираност, меѓутоа тоа го гледаме. Камчев, како поранешен со партијата СДСМ, неодамна важеше за финансиер на ВМРО ДПМН, зад решетки. Екс-директорот на УБК, Мјалков, зад решетки. Дел од јавноста вели власта ова го користи за триумфализам и обид да демонстрира пред јавноста дека се справува со корупцијата и криминалот. Никој не верува. Значи, затоа е баш обид. Затоа што мислам дека никој не верува. Значи, времето за триумфализам помина. Значи, помина во моментот кога Груевски избега, или беше пуштен да избега, и кога перјаниците на власта, така, по разни коалари, така вика, чекајте, спуштете топката, ова и одговара на власта. Многу големата слика ја гледа власта, така. Затоа што повеќе им одговарало да биде таму отколку тука. Тоа беше оној неофицијален наратив, кој што многумина тогаш го зборува. После тоа, мислам дека ова е смешно. Така, ако мислите дека, меѓутоа исто така е очајнички, веројатно. Ќе се обидам да максимално да демонстрираме дека сме скромна влада, ќе им ги бројам чашите на министрите, колку трошат на вода, дали се злоупотребуваат службените возила за приватни цели, па демонстрира пред јавноста дека ете откриле голем скандал со путер, запленија е голема количина на путер. Дали ова ви насетува на популистички потези? Тоа се обиди од очај, знаете. И дури самиве обиди да се смени тоа чувство кај луѓето, нели, со вакви работи, дополнително придонесуваат кон тоа чувство. Затоа што мислам дека огромен дел од граѓаните во тоа гледаат навредување на нивната интелигенција. Затоа што е први направено на многу детско ниво. Сите тие работи што се пораките се пласираат некако кон возрастни, така, туку како кон деца, како кон малоумни некои. Господин Петкорски, во текот на целиот овој разговор преовладува кај вас мислењето дека се повеќе расте гневот и незадоволството кај граѓаните. Може ли меѓу македонското граѓанство повторно да ни се случи шарена револуција? Во моментов и во наредниот, не знам, период не верувам дека едноставно поради чувството дека сме во криза, така, забраните се собирања, голема е разочараноста. Мислам дека казната или мобилизацијата против овој естаблишмент или против двата естаблишмента што се дел од истиот естаблишмент ќе оди малку на друг начин. Знаеш, ќе оди на избори. Знаеш, ќе оди на избори и ќе биде... Предвидувате предвремени парламентарни избори? Не знам, ако проценат дека треба да фатат последен воз, не знам, со локалните би го направиле тоа, немаат никакви скрупули тоа да го направат или да не го направат, така. Ако проценат дека лоша им е ситуацијата, ќе гледаат да одложат за некој нареден период. Она што знаеме дека ќе има локални избори. Ја мислам дека на локалните избори ќе добијат страшна шлаканица. Така ми кажува интуицијата, така почнуваат да кажуваат и бројките, мислам анкети, истражувања, фокус групи што сум гледал и така натаму. Благодарам за гостувањето во емисијата. Фала на поканата. Почитувани речи, следете разговор со Љупчо Петковски, политиколог, а по кратката пауза за реклами следува мојот следен согодник за ово издание на Трилинг. Како што најавивме, Трилинг со сондажа за случувањата во соседството. Македонија, но и регионот имаат можеби заеднички имените. Во справувањето пред се околу ковид, набавката на вакцини, решавањето со корупцијата и криминалот. Во изминативе денови, но и недели, Србија се соочува со можеби политичка, но и безбедносна бомба.
Венко Беливук ја тресе Србија. Дали има спрега помеѓу српското подземје и државата? Во Трилинг, мој соговорник е Bandovć, direktor na Belgradskijom centar za politička bezbednost. Ono što je velika nevolja je u tome što izvršna vlast koristi i zloupotrebljava ovakvu vrstu slučaja da bi se obračunavala s jedne strane sa političkim neistomišljenicima, a s druge strane da na neki način mobiliše javno mnjenje protiv svih koji imaju donekle drugačije mišljenje o njemu. Nekoliko puta su predstavnici izvršne vlasti ukazivali na to da postoji, da je ovaj slučaj povezan i sa nekim ljudima koji imaju političke funkcije i koji su u stvari izvršne vlasti s jedne strane, s druge strane da imaju veze i sa strukturama u policiji i bezbednostnim službama. Ovde su pominjani mnogi elementi neke vrste zavere i neke vrste državnog udara, ali da li je to zaista slučaj, da li se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi koja je imala ovakve ambicije, to mi za sada ne znamo. Ima puno dezinformacija koje uglavnom šire prorežimski tabloidi koji ukazuju na tako nešto, ali mi zaista nemamo nikakve dokaze da je to slučaj, jer smo mi imali i u prethodnom periodu puno situacija u kojoj su praktično novine ili neki mediji optuživali određene ljude, pojedince ili organizacije za državni udar, što se ispostavilo da nije tačno. Gospodin Bandovć, ono što možem da pročitam, вие во еден телевизијски настап велите српските граѓани се свесни дека државата е заробена, дека живеат во заробена држава. Pa definicija zarobljene države je takva da podzemlje može da ima ulogu, ali onaj ili to što u stvari zarobljava državu, to je određeni deo struktura moći, pre svega oličen u izvršnoj vlasti. Zarobljena država je u Srbiji verovatno slična zarobljenoj državi kakvu ste vi imali kod vas u Makedoniji u posljednjoj fazi vladavine Nikola Gruevskog. Dakle, zakoni, uredbe i određeni potezi vlasti su učinjeni isključivo u interesu ili jednog pojedinca ili partije na vlasti. U tom slučaju ja bih povukao paralelu i napravio bih da postoje u tom smislu i u Srbiji, kao što su postoji u Makedoniji, slični elementi i sličan, kako bih rekao, rukopis, ali to ne može da uradi jedna kriminalna grupa ili kriminalni klan, ili kao što ste vi rekli podzemlje, to može da uradi samo neko ko u stvari koristi pozicije vlasti da zarobi državu, a to je kod nas bilo, kao i u slučaju Makedonije, počelo je u stvari od sektora bezbednosti. Дел од светските, но и регионални медиуми пишуваат дека случајот Беливук е сличен како земунскиот клан. Ja ne bih pravio takvu vrstu paralele, mada postoje ti narativi koji se uglavnom u prorežimskim medijima sada ističu da u stvari ukažu na slične fenomene. Ono što je velika razlika po mom mišljenju, to je što vlast koristi taj narativ da bi predstavila sebe kao žrtvu ovog klana. Ja mislim da je država mnogo sposobnija danas da se obračuna sa kriminalnim klanovima i podzemljem generalno nego što je to bilo u slučaju Zorana Đinđića. Zoran Đinđić u to vreme nije imao vlast, odnosno imao je vrlo malo moći da bi mogao da iznese tu borbu. Danas Srpska napredna stranka ima svu vlast u ovoj zemlji, tako da mislim da su takvi primeri i poređenja neprimerene. Зошто регионот е земјите од извор
Izvorište na kriminal i korupcija? U regionu vladavina prava uvek bila problem i uvek je bila praktično zapostavljena. Nikada ni jedne vlasti ili vrlo malo predstavnika oni koji bi došli na vlast bi poklanjali vladavine prava. To je ogroman posao koji predstoji. Ono što smo mi dozvolili je da se paralelne strukture moći u stvari na neki način unaprede svoj položaj, da se razviju, da se povežu u mnogo većoj meri nego što su to legalni predstavnici vlasti učinili između sebe. Sad su se stvari u velikoj meri, bar u Srbiji, otrgle kontroli, zato što mi nemamo utisak da bilo ko uspeva da uspostavi tu vrstu autoriteta države nad ovim kriminalnim grupama. Писател, книжевник, преведувач. Владимир Јанковски е добитник на наградата Роман на годината за 2020 година. Скриени желби, немилни патувања. Добре ден за господинот Јанковски. Ви благодарам за поканата. Господин Јанковски, разговорот ќе го започнем со еден ваш цитат, една ваша неодамнешна изјава, каде што велите: да, создавам ново дело, но тоа оди бавно. Секој ден пишувам по една реченица и само чекам приказната да ме заокружи мене. За јас да ја доживеам таа страст и да ја заокружам и неа. Има различни видови на писатели. Има писатели кои што едноставно сакале да пишуваат според некоја дневна динамика и секој ден се обидувале да напишат одреден број на страници или стихови за потоа да го вообличат тоа во книга. Јас сум од другите типови на писатели за кои што книжевното дело треба да се создава бавно и трпеливо. Предпоставувам едната од причините за тоа е затоа што сум таков тип на автор. А другата причина е затоа што мислам дека живееме во време во кое што има хиперпродукција на уметнички дела. Хиперпродукција на... Постојано излегуваат огромен број романи, збирки раскази, збирки поезија, се создаваат сликарски дела, се создаваат филмови, се создаваат драмски текстови, театарски представи. И тоа го зборувам не само за нашиот контекст, туку воопшто за светскиот и европскиот контекст. И во тој контекст на хиперпродукција на уметнички дела, јас сакам да објавувам книги само во оној момент во кој што мислам дека ќе биде потребно за мене да се објави, па дури и да биде потребно за читателската публика. Го темпирате тајмингот? Тајмингот некако книгата се чини дека го избира ваш тајмингот. Многу често се случува нешто што се случува во сегашниот миг да се сведе на една реченица. На неколку дена друго што ќе ви се случи да доживеете само некоја добра синтагма од надворешниот свет. И сето тоа кога ќе се собере, треба да се процеди низ филтерот на авторското, низ филтерот на естетското, за да се создаде едно уметничко дело. Јас, освен што сум писател, сум страстен преведувач на книжевни дела и страстен читател. Така што колку што ми е важно она што јас го пишувам, истовремено ми е важно она што го преведувам и она што го читам. Така што ке мене писателот веројатно се родил како последица на читателот. Зошто литературата е на маргините? Да, тоа е мој впечаток и особено литературата е на маргините во мејнстрим медиумите во нашата земја. Факт е дека имаме доста медиуми, имаме огромен број портали, ама иако веќе телевизиите не велат дека телевизијата не е првичниот медиум на информирање на најголемиот број од луѓето, сепак за нашата земја тоа не е точно. Мислам дека сепак основниот начин на кој што најголемиот процент од луѓето во Македонија се информираат е преку телевизијата. А од друга страна, на телевизиите многу малку има теми кои што излегуваат надвор од, би рекол, ќе го потребам тој збор, досадниот црно-бел ракурс на политичките елити. Животот не е црно-бел.
нештата што ни се случуваат се нијансирани, се различни, шаrenoliki. Не само што е заробен туку, како да не постои живот надвор од таа црно-бела нијанса, како да не постои живот од тие неколку основни доминантни медиумски проблеми, политички проблеми и така натаму. А тоа не е точно. Животот е насекаде и животот е во илјадници други нијанси. Прочитајте ги, например, овие 5 или 10 книги кои што влегоа во изборот за роман на годината на фондацијата Славко Јаневски, ќе видите дека тие се занимаваат со сосема различни перспективи на начин кој што е изнијансиран. Животот никогаш не е бил во црно-белата нијанса. Животот е во шаренилото, во различните бои и мислам дека ако продолжиме вака животот да ни го диктира овој тип на медиумска презентација, мислам дека во крајна линија ќе изгубат и тие кои што одат по линија на тој помал отпор, на таков тип на презентација. Скриени желби, немирни патувања и во делот Балканика. Вие ја заговарате тезата за ширење на пазарот и регионалното поврзување меѓу писателите. Колку ние на ниво на Балкан се познаваме, поточно вие писателите се познавате? Ние писателите на ниво на Балкан мислам дека колку допринесувате за промоција на македонскиот јазик, македонската култура? Мора да има некое првично регионално обединување, кое што потоа и подобро запознавање диалог, кое што потоа едноставно ќе се прошири во рамки на Европа. Сите ние сега зборуваме за влијанието и за присуството на скандинавската литература. Во последните 10 години скандинавската литература е можеби една од литературите со најголема експанзија на европскиот книжевен пазар. Што направија скандинавските земји пред 20 на 30 години? Сватија дека секоја, посебно како мала земја, релативно мала земја, не е доволна за нивните автори и писатели да функционираат само во нивниот книжевен простор, кој што се движи од 700.000 жители во Исланд до 10 милиони. И со заедничка стратегија успеа да го обединат целосното книжевно и културно подрачје на Скандинавија. На тој начин, за сега ние да зборуваме за скандинавска книжевност, која што е мощна, популарна, читана, квалитетна на европскиот книжевен пазар. А балканскиот простор може да биде простор на читателска публика од околу 30 на милиони жители. Сега замислете, вие создавате во книжевна средина со 2 милиони и одеднаш успевате да бидете присутен на некоја книжевна средина од 30 милиони жители, кои што со дел од нив многу лесно можете да ги читате книгите на другите автори. Дефинитивно сметам дека еден од начините македонскиот автор, албанскиот автор, бугарскиот автор да стане порелевантен на европскиот книжевен пазар е прво да се легитимира на балканската книжевна сцена. И во тој контекст проектот Балканика е мощно интересен затоа што обединува 4 или 5 балкански земји кои што создаваат некои поттици за книжевен и креативен диалог. А да ви одговорам и на прашањето колку се познаваме ние балканските писатели. Тука мислам дека во последните неколку години преку еден проект кој што се викаше Reading Balkans, кој што офаќаше книжевни резиденции, прецена балкански писатели во Македонија и во земјите од регионот, тој диалог се унапреди, затоа што само за 3 години во Скопје гостува и остварија резиденцијален престој повеќе од 15 балкански писатели. Тоа значи дека 15 балкански писатели еден месец живееа во Скопје, го доживуваа неговиот не само книжевен, туку и животен пулс, се запознаваа со македонски писатели и преведувачи. И мислам дека сериозно грабиме во однос на тоа запознавање. И ќе кажам еден можеби парадокс кој што на сите ни е познат, ама не е толку дефиниран. Мислам дека културната соработка на балканските земји е многу понапред од политичката соработка.
Еден познат француски структуралист уште во 60-тите години ќе каже литературата е јазикот. Уште во 19-тиот век, кога се создаваа националните држави и кога се создаваа посебните јазици се кодифицираа, романтичарското движење во литературата беше тоа што помогна за кодифицирање на стандардните литературни европски јазици. Така што врската помеѓу литературата и јазикот е несомнена. Јазикот најмногу може да се развива преку литературата. Луѓето велат дека поезијата е суштината, душата на јазикот. Литературата, прозата е таа која што секогаш го надградува јазикот. Во контекст на оспорување на македонскиот јазик, литературата може да биде мощно орудие или средство за легитимирање на тој јазик спред се во странство. Скриени желби, немирни патувања, микс од приказни. Која е вашата потајна желба и патување кое би го оствариле после завршувањето на пандемијата? Мојата потајна желба е, се разбира, книгата да има колку што е можно поинтензивен живот како во нашата земја, а потоа да биде преведена и на други јазици и патувањето на книгата да продолжи во други јазици и да продолжи нејзиниот живот во домот на другите јазици. Ако зборуваме за физичкото патување, тоа секогаш подразбира патување со кое што можеби на мојата книга би и пружил поддршка пред некоја публика од друга земја. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше писателот, книжевник и преведувач Владимир Јанковски, која доби овогодинешната награда за роман на годината за 2020 година "Скриени желби, немирни патувања". Почитувани гледачи, се надевам дека и во изминативе 50 на минути го задржавме вашето внимание со интересни соговорници и теми. Ви благодарам на вниманието и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Петок, 18 часот и 15 минути. Инаку репризата на емисијата Трилинг се емитува секоја недела во 19 часот. Политичко-економскиот и општествен магазин се реемитува и на нашите регионални телевизии. Довидување.